Почитувани граѓани, почитувани новинари. Кај раководството на ВМРО-ДПМН и антизападниот пион Христијан Мицковски присутна е идентична матрица од претходното раководство предводено од осудениот криминалец Никола Груевски. Мицковски, исто како и Груевски, спроведува деструктивни политики. Се обидува да ги закочи процесите за Европската Унија и НАТО. Работи против интеграција на Република Македонија во најмокните демократски сојузи во светот. Како потврда дека ништо суштински не е сменето, се луѓето од неговото обкружување, но и истите гласноговорници на тие деструктивни политики против НАТО и Европската Унија. Еден од овие гласноговорници е Миленко Неделковски. Она што е заедничко за Мицковски и Неделковски е што и двајцата добиле државно земјиште од владата на Република Македонија, предводена од тогашниот премиер Никола Груевски. Мицковски за да го почне бизнисот со хидроцентрали, додека фирмата на братот на Неделковски за чување кози за кој добивал десетици илјади евра годишно како субвенции од државата. Заедничко за Мицковски и Неделковски е тоа што и двајцата отворено работат против интеграција во Европската Унија и НАТО и учествуваат на протести за одбрана на криминалот на Никола Груевски и соработниците. Неделковски, освен што ги поддржа протестите на Мицковски, јавно порача дека посакува Македонија да се распадне и да пропадне. Дали и Мицковски се надева на пропаст на Македонија, треба да ценат граѓаните. Тоа што Мицковски, исто како и неговиот ментор Груевски, ги користи деструктивните услуги од Неделковски, човек кој што со години шири лажни вести и говор на омраза кон граѓани и новинари. Човек кој поттикнува меѓуетничка и меѓучовечка омраза, кажува многу. Почитувани граѓани, се додека врвот на ВМРО-ДПМН користи антизападни политики и антизападни гласноговорници, на граѓаните им е совршено јасно дека Мицковски отворено работи против интеграција на нашата држава во Европската Унија и НАТО. Ви благодарам.